Добар ден, добро дојдовте во вестите на Канал 8. Затворски казни за поранешните први луѓе на Кочанската полиција Тодоровски и Стојменов. Во Кочанскиот основен суд заврши постапката која се водеше околу 1,5 година. Со изрекување затворски казни за поранешните први луѓе на Кочанската полиција, во Кочанскиот основен суд заврши судскиот процес против Ванчо Тодоровски и Санде Стојменов. Против Тодоровски се водеше судска постапка по 3 обвиненија во кои се содржаа 5 кривични дела. За првото кривично дело од првото обвинение, примање подкуп на екс-командирот на Кочанската полициска станица, му е утврдена казна затвор во време траење од 1 година и 6 месеци. За второто продолжено кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување, утврдена му е казна затвор од 8 месеци, а судот му изрече единствена казна затвор во време траење од 2 години. По третото кривично дело од првото обвинение, изнуда, Тодоровски беше ослободен бидејќи не се докажа неговата вина. По второто и третото обвинение за злоупотреба на службената положба и овластување, судот исто така му изрече ослободителна пресуда на поранешниот командир. Против второ обвинетиот Санде Стојменов, екс-заменик командир на полициската станица Кочани, судот водеше постапка по единствено обвинение за продолжено кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување. Стојменов од страна на судот е огласен за виновен и му изречена казна затвор во траење од 6 месеци. Обвинетите имаат право на жалба по однос на судските одлуки. Судскиот процес против поранешните први луѓе на Кочанската полиција во Кочанскиот основен суд траеше нешто повеќе од година и пол. Доправа ќе се разврзува случајот со незаконската експлоатација на минерални суровини кај оризари. Предметот во моментов се доставува до надлежните институции, кои се очекува да отпочнат постапка. Портпаролот на СВР Штип Гордана Панајотова за Канал 8 вели дека на потек е обвинителството. До попладне во Кочанското обвинителство не беше пристигната писмена пријава, иако телефонски дежурниот јавен обвинител бил известен веднаш по реакцијата на полицијата. Случајот доправа ќе се разврзува по евентуалните мерки на обвинителството, откако судските вештаци треба да извршат испитување на запленетиот материјал. Предметот е предаден на Државниот технички инспекторат. По добиена пријава викендов во близина на оризари беше извршена контрола на наводна противзаконска експлоатација на минерални суровини. Од направената контрола било констатирано дека лицето не поседувало договор за концесија и дозвола за експлоатација на минерални суровини. На лицето кое вршило незаконита експлоатација на минерални суровини привремено му се одземени предметите со кои извршена на незаконската експлоатација, истите се наоѓаат во дворот на полициската станица Кочани. Името на фирмата официјално не се соопштува. За сега се е во доменот на шпекулациите кои велат дека се работи за реномирана локална градежна фирма. Жителите на неасфалтираните улици во Кочани на јавна расправа со градоначалникот Димитровски и представници од општината ги истакнаа своите забелешки, мислења и предлози во врска со планираното асфалтирање на улиците, по кои повеќе од 30 години газат кал и живеат во прашина. Добро е што конечно ќе добијат асфалт, но незадоволни се што на општината не и се брза. Асфалтирањето ќе стартува наредната 2015 година. На општината не и се брза. Планираниот асфалт на повеќе улици во градот ќе го поставуваат во 2015-та. Жителите кои беа присутни на организираната јавна расправа во врска со асфалтирањето на улиците го изразија своето незадоволство што за да добијат асфалт ќе мора да причекаат до наредната година. Градоначалникот на ОВА со објаснување дека процедурата што е неопходна пред асфалтирање ќе биде завршена до нова година и веќе од 2015 ќе се почне со асфалтирање на најавените улици. Димитровски напомена и тоа дека сега ќе се асфалтираат само улиците, а не и тротоарите. На забелешката од граѓаните зошто се чекаше цели 30 години за асфалтирање на овие улици, општината со објаснување дека условот за добивање на кредитот беше да се направат и атмосферските канализации, затоа и толку долго се чекаше на отпочнување на асфалтирање на истите. Светска банка бараше во овие проекти да биде вградени атмосферска канализација. Затоа и се задржа повеќе овој проект. Граѓаните и на јавната расправа ги истакнаа незадоволството од досегашното неисполнување на нивните барања од страна на општината. Многу пати се жалеле дека во зиме газат кал, а на лето прашина. Дури истакнаа дека од прашината и калта им се уништени фасадите на куќите.
3 пати се менја и сите ја рачунат дека е асфалтирана таа улица уште пред колку години. А сега вие ми го заобиколувате прашањето. Ево сега вие кажувате вие ќе асфалтирате. Јас предлагам. Тоа да е мое лично, не е мое. Ама рековте пред сите. Ама да е лично мое, не е моја таа улица. Па не е ни мое. Некои од присутните граѓани ја истакнаа потребата од поставување потпорни ѕидови на улиците, како и да се асфалтираат дополнителни краци, кои не се ставени во моменталната програма за асфалтирање. Ние не можеме да бидеме незадоволни од тоа што се прави, ама исто така не можеме да мируваме да се прави и уште повеќе. Ве молам во некој нареден проект да се стави улица Рајко Жинџифов. Прво сакам да прашам, значи, како е дојдело до тоа да нашата улица стане резервна, како што викате вие, зашто баш за таа нашата улица не е улезела тие комплетните проекти. Второ сакам да прашам како е поделена така на крак јужен и друг крак не се спомнува. Па после ќе ви давам предлог, ако ми објасните како е до тоа дојдено, ќе ви давам предлог како да решиме улицата. По моја треба да биде целата на еднашка решена. Како што ние плаќаме комунали преку сите сметки, треба и општината према нас да има некои обврски и да си ги спроведува тие обврски. Усоја чешма е направена гето од сите власти до сега. Значи, и овојко до сега така оставите тоа кракче од 100 метра, завршиле се за секој штраф. Одговорот од општината е дека тие краци и понатаму ќе останат неасфалтирани, со тоа што можно е нивно бетонирање од страна на општината. Прашањето на граѓаните беа што се тие краци. Ние откако ќе биде извршено асфалтирањето на овие улици, општина Кочани ќе преземе активности за бетонирање на овие краци и со самото асфалтирање на овие улици се решава и проблемот со атмосферската канализација. Градоначалникот Димитровски објасни дека за асфалтирање на овие улици општината мораше да се задолжи од Светска банка, затоа што буџетот од 3 милиони евра не дозволува да се направи планираниот градежен бум, но надополни дека кредитот е поволен и на враќање на 20 години и со многу минимална камата. Инаку станува збор за асфалтирање на улиците Димитар Лазаров, 13-та македонска бригада, Ѓорче Петров, Разловичко востание, 15-ти македонски корпус, Македонска, Орце Николов, Лев и Десен крак, улицата 554-та, место викано Прокарка, улицата Пиринска, Февруарски поход, Карпошово востание, крак 1, Искра, крак 1 и во Оризари, Јанка Стоименова и улицата Асно. На седница на Комисијата за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата на Советот на општина Виница најжестоко се расправаше по точката за исправноста на водата за пиење во виничките села Пеклани, Драгобрашта, Трсино, Трстија и Градец. Исправна била водата за пиење само во село Трсино, беше речено на Комисијата. На Комисијата најжестоко се расправаше за извештајот за здравствената безбедност на водата во Пеклани, Драгобрашта, Трсино, Трстија и Градец. Беше речено дека од споменатите села, само во село Трсино е исправна водата за пиење, во останатите бактериолошки не е исправна. Трсино нема проблем, Пеклани се яви една анализа неисправна, Драгобрашта може да се јавила неисправна. Неисправност Драгобрашта имаше дефект моментален, затоа се јавила неисправност. Трстија. У претходните и на претходни состаноци и за сите села што се кажано е дека никој јавно предпријатие не може да ги преземе сите на еднашка. Прво не можеме ни со човечки ресурси немаме, ни возила, ни се на еднашка да преземеме сите села. Дадено е предлог мерки за секој село поединечно. Да не ги броиме селата, сите 13 села, со кои уопште не видим за кои се наоѓаат, меѓутоа треба да се направи нешто. Овие сите водоводи се правени со месен самодопринос, што се вика правено како неправено, што направено и нема никаква контрола таму. Градец е правено 80-те години, а направено нов резервар, ставено хлорање, нема човек што ќе стави
Едноставно хлор. Ставена е комплетна опрема, се што треба. На седницата на Комисијата за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата беа разгледани и предлог одлуките за донесување на детален урбанистички план за блок 2 во Виница. Исто така предлог одлуката за определување на пасивни населени места во изразена миграција во општина Виница, за давање приоритет за реализација на проект изградба на пречистителна станица за отпадни води во село Градец. Се бараше преотстапување на градска капела во Виница, како и јавното предпријатие Солидарност за прогласување земјиште од општ интерес. Беше кажана информацијата за снабденоста со вода за пиење и одржување на водоводите во општина Виница, како и информацијата за состојбата со јавната хигиена во Виница, состојбите на градското зеленило и одржување на православните гробишта во Виница, како и информацијата за состојбите со јавната хигиена и одржување на јавното зеленило во село Блатец. 17-та редовна седница на Советот на општина Виница е закажана за во среда во 11 часот. Прв состанок на градоначалникот Димитровски со директорите на основните и средните училишта, музичкото училиште и градинката пред официјалниот старт на новата учебна година. Се разгледуваше подготвеноста на училиштата за почеток на учебната година, а се разговараше и за состојбата со новозапишаните ученици во прво оделение, како и во прва година во средните училишта. Состојбата со запишаните правачиња во основните училишта и уписите во средно на осмоделенците, меѓу другото тема на денешниот состанок на градоначалникот Димитровски со директорите на училиштата. Во основното училиште Свети Кирил и Методи годинава се запишани вкупно 118 правачиња. Во Раде Кратовче 60, во Никола Карев 48, во основното училиште Малина Попиванова 70 и во Крсте Петков Мисирков во Ризари 30 правачиња. Училиштата задоволни од бројката на запишани правачиња. Ние имаме запишано 323 правачиња во прво оделение. Очекуваме уште 5-6 за кои што посебни напори ќе учиниме да и тие бидат запишани и дека оваа бројка ќе биде конечна за оваа учебна година. За учениците претежно од ромска националност кои не се редовни на училиште, односно оние кои 2 дена посетуваат настава, а потоа ги нема со месеци, Димитровски истакна дека ќе се направат напори тие деца да бидат редовни на настава, со тоа што ќе им биде дадено обувки, облека, бидејќи најчестиот нивен изговор е дека немаат услови за да доаѓаат на училиште. На состанокот беше разгледана и состојбата со упис на осмооделенци во средните училишта и беше констатирано дека средното Љупчо Сантов со запишаниот број ученици ќе ги формира 8-те планирани паралелки, а додека Гошовиќ Антиев најмногу ученици недостасуваат во насоките од 3-годишното образование или занимањата. Во гимназијата со економски паралелки Љупчо Сантов имаме 8 паралелки и таму ќе биде завршено комплетно, додека во електромашинскиот училишен центар имаме генерално добар број на ученици, меѓутоа сите одат по оние атрактивните, оние по неатрактивните, оние кои што со производството новите програми, за жал не се пополнити и се поставува прашањето за двете паралелки кои што ги изучуваат електромеханичкиот и од двете електроструки кои што се во струките, во занимањата. Меѓутоа очекуваме дека до петок со одговорите кои што ги имаме од Министерството за образование, оние кои што не се запишани, дека ќе може да се запишат таму со пониски критериуми од постигнатиот успех во основното образование. Остана отворено прашањето во врска со тоа дали по отпочнување на школската година ќе бидат намалени бодовите за да бидат примени и оние ученици кои не ги исполнуваат условите. И дали, ако не се намалат бодовите, ќе може училиштето да ги прими овие ученици. Тоа прашање ќе биде разгледано и одговорено во текот на наредните денови и до почетокот на учебната година мора да се знае, затоа што такви ученици во Средното општинско училиште Љупчо Сантов има вкупно 19. Сите училишта, вклучувајќи го и музичкото училиште и детската градинка, ја истакнаа и подготвеноста за стартот на учебната година. Преземени се сите мерки за заштита од заразни заболувања, исчистени се училиштите дворови, остануваат уште некои ситни работи што треба да се завршат во текот на оваа недела. Откако отиде во пензија досегашниот директор на детската градинка Павлина Велјанова Иван Панов, за ВД беше поставена Лидија Серафимова, која долги години работи како воспитувач во установата.
Со почетокот на новата учебна година од 1 септември и детската градинка Павлина Велјанова добива нов раководител. Лидија Серафимова е новиот директор на установата, која по заминување во пензија на Иван Панов во месец август беше назначена како ВД директор и официјално од 1 септември ќе ја преземе улогата на директор. Серафимова пред да биде назначена како директор на оваа детска установа, долги години работеше како воспитувач во градинката. Градоначалникот Димитровски рече дека раководењето со установата ќе биде заеднички со општината. Со заминувањето на стариот директор во пензија требаше да се изврши избор на нов директор. Новиот директор е изберен по пат на конкурс. Конкурсот го спроведе управниот одбор на детската градинка, ми препорача и е изберена новата директорка Лидија, која што е веќе 2 седмици на таа должност. Меѓутоа, водењето на градинката е целосно под контрола на општината и сето она што е работено во претходните 35 години ќе продолжи и со оваа нова директорка, дури ќе унапредиме некои работи да се видат новитетите кои што ги применуваат младите. Инаку годинава во детската градинка Павлина Велјанова има запишани 711 деца, од кои 12 се во село Бели. Од нив 171 дете се ново запишани и ќе стартуваат од оваа година. 24 се во клон 1, 54 нови деца во клон 2, 45 во клон 3 и 42 деца во клон 4. Хибридни колектори се поставуваат во клон 1 во детската градинка Павлина Велјанова. Проектот е финансиран од Глобалниот еколошки фонд. Заштеда на електрична енергија треба да обезбедат новопоставените хибридни колектори во клонот 1 на детската градинка Павлина Велјанова. Во моментов во тек е реализација на проектот кој финансиски е поддржан од Глобалниот еколошки фонд и општина Кочани. На градинката поставуваме хибридни колектори кои што ќе имаат сончевата енергија да ја претвараат во топлинска и во електрична. Ќе имаме заштеди во делот на потрошувачката на електрична енергија и ќе имаме всушност обезбедување на електрична енергија за оние простори целодневни каде што се дечињата, ќе имаме многу ефтина електрична енергија. Проектот е со грант од, како што напоменав, од Глобалниот еколошки фонд и поддржан од општината Кочани. Колекторите ќе ја претвораат сончевата енергија во топлинска и електрична и со тоа ќе овозможат заштеда во делот на потрошувачката на електричната енергија. Следува спортската информација. Слога 1934 непријатно изненадена на домашен терен од Саса. Комплетирано е првото коло во третата Лига Исток. Ако Согово забележа разочарувачко реми во првото коло, Слога 1934 доживеа катастрофа со неочекуваниот пораз во првиот надпревар од новата сезона. Надпреварот од третата македонска фудбалска лига Исток, одигран на градскиот стадион во Виница пред околу 300 гледачи помеѓу екипите на Слога 1934 Виница и Саса македонска Каменица, заврши со резултат од 2:4 полувреме 0:2. Домакинот надпреварот го започна во видоизменет состав без неколку стандардни правотимци од оправдани причини. Новината за поразот велат од Слога 1934 не треба да се бара во оваа или пак некоја друга причина, туку да се научи од сопствените грешки и екипата да се врати на победничките патеки од изминатата сезона. Стрелец на головите за екипата на Слога 1934 во 2 наврати беше Дејан Митев, кој воедно е и капитен на домашната екипа. Комплетни резултати од првото коло од третата Лига Исток: Беласица напредок Здравје Радово 1:0, Слога Каменица Саса 2:4 и 14 октомври 1946 Плачковица 0:7, Овче поле Осогово 2:2, Баби работник Џумајлија 3:1 и Тиверија Брегалница Голак 1:2.
Завршија вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Следете не и на kanal8.mk.